За само 24 часа ново поскапување на горивата. Од полноќ 98-ката поскапува за 3 и ќе чини 109 денари. 95-ката оди за 1 денар нагоре и литар ќе изнесува 107 денари. Дизелот пак поскапува за 2,5 денари и 1 литар ќе се точи за 97 денари. Овие историски највисоки цени на горивата доаѓаат откако владата не ги продолжи мерките за намалување на ДДВ-то од 18 на 10% и ја врати старата методологија за пресметка на акцизата. За разлика од кај нас, германските граѓани ќе плаќаат поевтини даноци за горивата и до 30 центи по литар. Владата во Германија тврди дека нема да дозволи народот да ја почувствува кризата. Со тоа практично литар гориво ќе има иста цена и во Македонија и во Германија, каде платите се 10 пати повисоки. Во регионот, соседна Србија го продолжи ограничувањето на цената на нафтените деривати до крајот на јуни, за како што велат да се помогне на животниот стандард. Но не само горивата, нов ценовен шок граѓаните ќе добијат за точно 1 месец, кога регулаторот ќе ја соопшти новата цена на струјата. Експертите алармираат дека владата мора подитно да направи енергетски план за да знаат граѓаните на што се должи поскапувањето. Производството на ЕСМ намалено за 1 милион мегават часови не ги задоволува целосните потреби за струја. Изјавите за општините дека драстично ја зголемиле потрошувачката ја сметам за сосема неоснована. Никаде не видов кој временски период тоа се случувало и кои се тие општини кои се снабдуваат со регулирани цени. Да напоменам дека се работи само за улично осветлување, што значи требало да се вратиме на реалниот проблем, а тоа е потврлување на производството на ЕСМ, а не барајки кривец во општините. Договарање во 4 очи за сите набавки, ископи и слично секако не внесуваат надеж и не најдуваат на одобрување од граѓаните. Дека производството на ЕСМ е драстично намалено не крие ниту регулаторот. Председателот Марко Бислимовски, иако ја оценува ситуацијата како исклучително лоша, Електрани на Македонија вели како знае и умее ќе треба да обезбеди 100% од потребната електрична енергија на регулираниот пазар. За сега не се знае колкави трошоци пријавиле државните електрани, од кои најмногу зависи колку ќе поскапи струјата. Преносниот оператор МЕПСО, кој учествува во вкупната структура на цената со 3 до 4%, побара поскапување од дури 68%. Граѓаните ќе користат електрична енергија по сегашната цена до крајот на овој месец, а веќе од 1 јули ќе добиваат сметки по нов тарифник, за кој експертите се надеваат дека ќе биде добро скроен за регулаторот да го ублажи новиот ценовен удар.